не сум задоволен од одговорот, затоа што прашањето до премиерот Заев беше дали смета дека повиканите новинари имаат право да го заштитат изворот на информација од јавен интерес, кој што во случајов се однесува на скандалот и индициите за можно незаконско или криминално однесување на генералниот секретар на владата Рашковски. Но новинарите не се повикани во полициска станица да дадат изјава за да го докажат дополнително наводот за можен криминал или незаконито действие од страна на генералниот секретар, туку се повикани за да го откријат изворот на информацијата која што дава индиција од јавен интерес за можен криминал. Затоа сметам дека ваквиот притисок врз новинарите не да дадат придонес кон јавниот интерес за разоткривање на можен криминал, туку притисок од полицијата да ги откријат изворите кои што можат да обелоденат некој навод за случен криминал, е само дополнителна владина репресија врз новинарите кои што имаат работа и обврска да го штитат јавниот интерес и јавноста да известуваат за вакви сериозни информации. Затоа сметам дека така наречениот акцијски план за борба против лажните вести е само едно покритие, една фасада која што во иднина дополнително може да биде злоупотребувана кон критички настроените новинари, да им се отежни работата да известуваат за одредени скандалозни случаи или наводи за криминал во самата влада или функционери поврзани со власта, а власта ќе се правда дека тоа го прави врз основа на некаков акцијски план за борба против лажните вести. А инаку, кога сме кај лажните вести, сметам дека токму политичарот Зоран Заев се почесто станува синоним за лажните вести. Се сеќавате на она известување соопштение дека остварил средба со председателот Трамп. Потоа видовме преку камерите од Обединетите нации дека тоа беше ракување во трајање од 2 секунди. Владата извести дека се остварила средба. Се сеќавате на ветувањата дека Facebook и Google ќе инвестираат во Македонија. Ги нема ни денес и тоа е лажна вест. Се сеќавате на добиениот датум од 2018 година. Го нема датумот и тоа може да се смета за лажна вест. Се сеќавате на злоупотребата на случајот за смртта на Никола Младенов, за кој што се тврдеше дека владата, полицијата, режимот му наместиле сообраќајка, за после неговата сопруга да каже дека тоа сообраќајка не се. Ви благодарам процедурално. Нема друго.